добре дојдовте назад. Продолжуваме со оно што го најавивме рано наутро, тоа е женското рели кој ќе се одржи на 7 март 2020 година, ќе ви го најавам на кратко. Именно Автомобилистичката федерација на Македонија и клубовите членки на федерацијата по повод Меѓународниот ден на жената 8 март на 7 март во Скопје ќе организираат популарното женско рели 2020. Релито ќе се состои во 2 етапи, а подетално ќе ни објаснат како тоа ќе изгледа нашите гости, председателот за спорт на Автомобилската федерација на Македонија Ранко Станојковски, добре ни дојдовте. Благодарам. И дамата Кристина Кучера, која што е подпредседателка на Автомобилската федерација на Македонија, добре ни дојдовте. Најпрво би ги почнам од дамата, секако. Нормално. 8 март, нели денот на жената, се одлучивте за женско рели. Зошто? Имаше ли таква, како да кажам, потреба и колку еве очекувате заинтересираност генерално? Вака, секако дека има потреба за во однос на организацијата и како дојде до оваа идеја. Значи, со поддршка од Меѓународната федерација, Автомобилистичка федерација ФИА, работиме во моментов, и јас како представник во Women in Motorsport комисијата на ФИА, работиме на зголемување и потикнување на свеста на жените во однос на мотоспортот, заради тоа што сакаме да ги вклучиме повеќе во овој спорт. Исклучително важно е тоа што треба да ги ставим, да се подеднакво исти со мажите и да почнат да се вклучуваат во овој спорт, не само како надпреварувачи, туку и како функционери и генерално да се вклучени во самата организација. Во текот на целата ние недела имавме гости жени на лидерски, така, на менаџерски позиции, третиравме оваа тема. Колку учеснички се пријавени до сега? До сега се околу 30-тина, со тоа што се возачи со возач. Бројка, да. Се околу 30-тина, исто така имаме и од Косово пријавени, што исто така и за понатаму многу важно за нас, од причина што сакаме да го подигнеме и на меѓународно ниво овој настан. Значи да го организираме со сите држави членки од Централна европска зона. До сега се 30 пријавени, пријавувањето е до непосредно пред самиот настан, што значи за сите оние кои што се заинтересирани може да дојдат и директно на настанот. Ќе почне во 10 часот на паркингот во Борис Трајковски. Може и непосредно пред самиот настан да дојдат и да се пријават да учествуваат на настан. Ќе упатим уште еден апел, секако за оние кои што се заинтересирани, не стигнале до сега да се упатат. Ќе прашам и за условите за пријавување, меѓутоа пред да почнеме нели со емисијата, прашав дали автомобилите ќе изгледаат вакви како што се овие фотографии нели зад нас. Кои сте условите за учество? Треба ли да има одредени критериуми кои што учесничките треба да ги имаат за да се пријават еве во ова рели? Видите, со вакви автомобили не ќе биде учеството. Возможно така. Не возможно, затоа што овие автомобили што ги гледаме позадина, нашата позадина, тие се автомобили кои што се такмичат на многу поголеми такмичења, светски такмичења, европски такмичења, во други услови. Овие се услови каде што со вашиот, да кажаме, и вас сега свечено ве поканувам. Ви благодарам. Да можете да дојдете да учествувате. Значи, тоа е учество со возила, стандардни возила, кои што ги употребуваме секојдневно во сообраќајот. Значи, најнормално треба да бидат регистрирани, треба да, кои ќе возат на рутата низ градските улици, низ градот, треба да ги почитуваат сите прописи и правила, како што и во секојдневието го прават тоа. Со тоа што ќе треба на крај ќе биде спретноста да ја покажат својата спретност жените каде што ќе може да докажат која е поспретна. Сега споменавте дека ќе се движат низ улиците на Скопје, меѓутоа и го споменавте и паркингот на Борис. Како ќе се одвива во две етапи или ќе има? Како ќе биде целата? Како е замислено? Видите, релито е замислено во 2 етапи. Првата етапа се состои од возење низ градските улици. Значи први не е градска возење. Се стартува од Борис Трајковски, се завршува етапата некаде од 13 километри, кој што ќе мора да ја поминат во еден одредено време и да се вратат на целта на истото место. И вториот дел каде што ќе има спретно возење кое што таму помеѓу вие да ги кажам чуневи
да можат да покажат како се спретни на избегнување на паркирање и тие работи. Сам не би сакал повеќе да издавам, би сакало малце да биде малце утајност, да кои ќе дојдат да можат да видат како ќе биде. Рутата градска како ќе се движат, од каде еве да знаат и гледачите, бидејќи на 7 сигурно тој дел од сообраќајот ќе биде нели во прекин, како ќе биде почнуваат или ќе биде во реални услови, да, нема да има прекини. Добро, рутата не е неизвестна се до самиот старт. Треба тоа значи дека ќе треба да почитуваат патна сигнализација, ограничување на брзина и да учествуваат со другите учесници во сообраќајот. Точно. Добро. Ќе се почнува од салата Борис Трајковски. Ќе има контролни пунктови во кои што ќе треба кои што ќе им биде запишано времето во кое време пристигнале. Повторно ќе завршат пред Борис Трајковски, каде што ќе го има спретното возење. И на крај ќе завршат во ресторанот Ден и ноќ. Малце би ја дополнил, на тие сите контролни пунктови ќе имаме и некој изненадување поклон кој што ќе ги добија. Како ќе се возат учесничките, така ќе се добиваат поклон. Така како ќе дојдат. Сега ако ова не е дополнителна примамливост за учество, мислам дека треба да размислиме и да напомениме дека е бесплатно учеството, мислам јавувањето нема. Сакате да учествувате, учествувате, да. Сакате да учествувате. Може да се пријави слободно, да земе учество, да дојди на пред самиот старт на преворот, може да дојде да се пријави, да земе бројки и исто така ќе имаат они и технички книги, патна книга тоа се вика, каде што точно ќе им биде опишана кај треба се движат, по кои улици. Ќе си го имаат во суштина мапата на движење. Меѓутоа сосем до сам почеток на трката не откривате ништо. Добро, окей, а жени како жени ќе потпрашаат 100 пати, сигурни се дека нема да откривате ништо? Не, добро. Гледам дека има 3 пехари тука на нашата маса. Мислам дека ова е пехарот за прво место, така ли е? Да, ова е пехарот за прво место. Прво место, второ место и трето место. И сега овие пехари се за учесничките, значи за шоферите. Меѓутоа ќе имаат и совозач со нив. Првин да прашам, ќе имаат ли и совозачите награда или не? Подеднакво исто како и за возачите. Значи и два и парот кој што победува, кој што освојува прво, второ или трето место, си освојува пехар. Да. Сега за ние вака што не сме учествувале во рели трки, зашто е потребен партнер односно совозач во случајов кога има такво рели? Потребно е видите, релито како рели, мислам ова е некој направена импровизација на вистинско рели кое што се вози во светски рамки. Значи не е тоа направено за да бидеме како што ги гледаме возила во позадина со такви возила. Тоа не значи дека некој од нашите учеснички нема да стане некој може, затоа и го правиме ние ова, за да повеќе жените земат учество и да почнат да стварно да се такмичат како што се такмичат во светот, каде што возат Индикар, каде што возат ТЦР, Европа, каде што возат многу други рели имат, значи во нашиве соседни држави, да кажам во Бугарија, во Хрватска, во Србија, сегде имаат више земено учество жените во надпреварите во кои што се надпреваруваат равноправно со мажите. Така да тоа беше идејата, а сувозачот е имал улогата која што треба на вистинско рели го води возачот каде треба да вози. Значи му ги кажува претходно навигација, своевидна навигација. Он е навигатор, така да после тоа контролните пунктови кај што ќе бидат, кај ќе застанат, книги тие патните контролни патни книги да ги заверат и нормално, нели, колку се труди возачот, а битен е за овие релија што ги гледаме и што сме ги гледале, да кажеме, вистински релија, многу е поважен возачот, сувозачот, затоа што ако погреши една кривина ви каже лево, а вие треба да свртите десно, можете да замислите. А затоа е потребна таа мапа, значи сувозачот во суштина чита мапата која што ја има и сигнализира на возачот. Претходно му најавува на каков дел од патот доаѓа, која кривина доаѓа, со која брзина треба да помине, каде треба се намести, сите тие работи, додека овдека кај нас ќе биде на каде да заврти, на кој семафор,
кај треба да отидат, затоа го имаме назначено како женско рели. И сега, бидејќи ќе биде во реално време, со реални учесници останати во сообраќајот, значи и луѓе кои што ќе си возат во сабота низ Скопје, да, колку е безбедна трката, претпоставувам ќе сакаат да знаат и гледачите кои што можеби не се бидејќи кога ќе кажеме рели, кога ќе кажеме трка, автоматски не асоцира на нешто брзо, на нешто каде што треба, не знам, да бидат само учесниците во трката, колку е безбедно и за самите учесници и за останатите учесници во сообраќајот. Па видите, безбедноста, ви кажав дека треба се движат најнормално, значи треба да ги почитуваат сите сообраќајни знаци, значи вертикални и хоризонтални, кои што се поставени низ сообраќајниците и прописната брзина. Така да не гледаме дека ќе треба да бидат да брзат, затоа што етапата која што е поставена, рутата која што треба да ја поминат, треба да ја поминат некаде за 45 минути, која што е доста доволно. Негде ние имаме дадено просечна брзина на движење низ таа етапа од 40 км на час, што сепак низ градските улици се возима се побрзо. Значи не е некоја голема брзина, затоа па така да мислиме дека е безбедна и дека ќе нема никакви инциденти, затоа што најнормално нели доколку направат прекршок, ако има интервенција од полицијата, добиват и кај нас казнени поени. Значи ќе бидат казнети и од полицијата и од вас. Да. Кристина, некако се наметнува прашањето, ние некако се шегувавме рано наутро на сметка кои се подобри возачи, мажите или жените. Јас кога учев, земав часови за возачка, ми кажа оди кај жена подобро ќе те научи отколку маж, повнимателни се, подобро ќе научиш. Еве поздрав до мојата инструкторка Јулијана. Па прашањето ми е колку е тоа точно, односно дали навистина се повнимателни возачи жените, истото прашање ќе биде и за вас секако. Меѓутоа, јас кога полагав за возачка, тој беше советот кој што го добив. И тоа го добив од маж. Ако мене ме прашувате и како жена, секако дека се подобри возачи и сме добри возачи. Затоа покажуваат резултатите на светско ниво како жените рамо до рамо се надпреваруваат со мажите подеднакво исто. Така да верувам дека се. Вие? Па сега би, како да ви кажам, да, вечната дилема и вечното прашање. Секако дека не би рекол дека жените не се спретни возачи. Затоа што често знаат да кажете учесници во сообраќајот штом вози лошо жена е. Не, видите, има и мужи кои што возат, мажи кои што возат така неспретно како некоја жена. Значи тоа е више индивидуално, али во глобала жените се повнимателни кога управуваат со автомобил. Додека ние, да кажам, машките сме така да стиснеме на газ, да се бацеме, да покажеме, добро. Да демек еве да се истакнеме дека знаеме да возиме, тие работи, додека кај жените се посмирени во тој дел. Добро, уште не би сакала, еве, споменавте дека една од целите зашто ја правите ова рели, женско рели е за да можеби некоја жена и некоја дама ќе биде некоја од овие дами кои што ги гледаме на екраните. Ајде уште не да резимираме за трката и уште не да повториме која е целта, бидејќи еве го 8 март доаѓа, а потребна е нели и поголемо учество на жените во вакви релија и да се трне тој стереотип дека жените се лоши возачи. Па, ви кажав, има потреба да ги внесиме, да овдека, пошто, да кажеме, на нашите простори, трките со автомобили ги рачунат како се уште не се на тоа ниво како што се развиени во западните земји и се уште ги третираат доста народ, мислам, од нашата жители ги третираат како лудување со автомобили. Додека сето тоа ја не би се сложил, поради тоа што во автомобилизмот еден спорт каде што се бара многу техничко знаење околу самиот автомобил, значи возачот треба да има многу познавање, техничко познавање, исто и да кажем во делов на ова совозачот што е за релијава, исто и он треба да го има. Така да, како да ви кажам, не е едноставно да се тркате со автомобил. И да напоменам дека не е многу ефтин овој спорт. Да, скап спорт. Овој спорт е многу скап, така да видите да се опремите, да се облечите. Ви требаат многу пари. Значи многу пари. Еден автомобил вака кој што гледаме позади е
Добро, тука кај ни Исто. веќе имаат спонзори, тоа е сосема на поинакво ниво. Кристина, 7 март 2020 во колку часот и Во уште имаш 10 еве да ги часот, збирно пред место? Сала на Борис Трајковски. И уште ова да не забораваме да го покажеме, ни го Да, донесовте, еве тоа е да, тоа е банерот, банерот кој што кој што ќе биде истакнат. секако истакнат. Да, и не заборавајте, почитувани гледачи, овие се супер и убаво изгледат овие пехари, кој не би сакал да ги има, ево го и пехарот тука во близина да се види. 7 март, 10 часот, Борис Трајковски, местото каде што можете нели вие да учествувате и ете, ако сметате дека сте добар возач, зошто да не освоите пехар на женското рели кое што ќе биде токму по повод 8 март, меѓутоа на 7 март да не заборавиме. Ви благодарам многу за учеството. Би сакал само да напоменам дека сме поддржани исто од Агенцијата за спорт и млади. На отварањето ќе присуствува директорот на Агенцијата за млади и дека крајното доделбата на пехарите ќе биде во ресторанот Ден и ноќ, каде што ќе има маце таму некоја Забава, добро. забава, И треба да се кажам. забавувате Ќе после има напорен ден. торта, парче торта за жените, ќе има малце вино од камники, така да ќе биде забавно, затоа ви ги поканувам сега овдека сите жени кои што имаат намера и се мислат дали да дојдат, да повелат, да пробат да видат како е еднашка да се чувствуваат како е да бидеш такмичар. Одлична порака. Вистина ви благодарам за гостувањето и тоа што ни го најавивте женското рели.